Благодарам за трите прашања. Првото прашање се однесува на отпочнувањето на преговорите на државата со Европската Унија. Јас немам проблем да довикувате и да свирите на вувузели, да палите, да горите, да вриштите, затоа зашто овде сум на покана од председателот на Собрание. Човек може да добие формално образование, меѓутоа ако има празнини во домашно воспитување, тука не може да му помогнат и највисоки образовни институции. И такво нешто не може да се научи ниту во Собрание, ниту пред Собранието. Ама најлошо е кога такви луѓе со празнини во домашно воспитување примаат плата за да воспитуваат нови и млади генерации. Тоа е уште полошо. Во однос на прашањето. Прво, одговорите на прашањето, председател на влада. Во однос на прашањето, Република Северна Македонија со 68 гласа за во Собранието, каде што се представниците на народот, изгласа отпочнување на преговори со Европската Унија. Сите граѓани беа свесни на состанокот на првата меѓувладина конференција која што се одржа во Брисел, дека сите лаги кои што ги изнесовте тука во Собранието, сите лаги кои што ги пласиравте пред тој ден и пред одржувањето на седницата, сите протести кои што ги организиравте и сите лаги кои што ги изнесувавте таму, паднаа во вода. Прво, Република Северна Македонија одржа прва меѓувладина конференција. Второ, македонскиот јазик е чист во преговарачката рамка. И тоа може да бидат горди сите оние 68 претеници кои што кренаа рака, македонскиот јазик конечно да го видите сите. И веројатно сте го виделе во Европската Унија. Трето, во однос на вашата политика, која што ја правевте тука со палење, со ширење на невистини, тоа не личи на една демохристијанска партија. Тоа што го гледавме тука, со какви зборови се обративте на председател на Европска комисија, тоа го има направено само еден политичар во северна соседна држава. Само еден политичар. Во северна соседна држава го има направено. Тоа го има направено. И тоа треба да се срамите од тоа што го направивте. Во однос на вашето барање за референдум, тоа е исклучиво за ваша внатрешна партиска употреба. Зошто? Затоа зашто она што го правевте тука на местото од Мицевски, не треба да седи Мицевски, треба Апасиев да си го ставите напред, а не него. Затоа зашто политиката која што ја водите на штитење на интереси на трети држави во оваа држава, е најпогубно нешто што може некој да го прави на граѓаните на Република Северна Македонија. Вие имате проблем. Вие не знаете какво референдумско прашање сакате. Вие сакате референдумско прашање дали сте против за членување во Европска Унија со чист македонски јазик и заштитен идентитет. И тоа чист македонски јазик потврден, во што веќе се потпишува договор за превод на македонското законодавство со Европската Унија. Веќе сите видовте на кој превод се работеше целата конференција и скринингот кој што започна. Тоа што вие имате проблем, што сте против сите стратешки одлуки на оваа држава, треба да го расчистите на идеолошко ниво во партијата. Затоа зашто, ако некоја партија беше против членството во НАТО, тоа беше вашата партија. Ако некоја партија беше против
релаксирањето на меѓуетничките односи во државата. Тоа беше вашата партија. Ако некој е против членството во Европската Унија, тоа е вашата партија. И тоа се факти. Затоа зашто ако ги земете сите извештаи од гласање во собранието, во едно гласање немате учествувано. Значи, такво бегање да се излегува, па барем ако сакате гласајте против. Седите и гласајте против. А не, дајте еден сат пауза, па ќе си одите надвор. Па тоа е, значи, почитуван господине Стојановски. Собранието донесе одлука оваа држава да продолжи по патот на своите европски интеграции. Во таа одлука учествуваат пратеници од политички партии кои што застапуваат најширок круг на граѓани во државата, без разлика на нивната политичка, етничка и верска припадност. И оваа држава ќе оди на патот на европските интеграции. Што и да правите, нема да ја скршнете ниту лево, а уште помалку ќе ја скршнете десно кон исток. Тоа да знаете. И затоа вие прво да седнете внатре во партијата, да видите дали сакате оваа држава да оди во полноправно членство на Европската унија или не сакате. И тоа да го прашате народот. А јас знам што ќе ви одговори народот. Затоа зашто и во опозицијата не постои партија која што ве поддржува, освен Апасиев кој што требало први ред да го седнете тука. Затоа зашто начинот на кој што се однесувате, начинот на едно домашно невоспитување кое што го покажувате во оваа собрание, само тоа ве доликува. Ви благодарам.